Уставниот суд одлучи да поведе постапка за оценка на уставноста на членови од изборниот законник. Далиборка Демјанска ја следеше седницата на Уставниот суд. Далиборка, на што се темели ваквата одлука и за кои членови станува збор? Да, Марија, се работи за членовите 17 и 18 од изборниот законник кои беа изменети минатата пролет во скратена постапка и без јавна расправа под превезот на друг закон кој мораше да биде донесен поради патните исправи кои тогаш се уште не беа изработени, а мораше да им се дозволи на граѓаните да гласаат и со стари патни исправи. Оттаму беше одлучено и да се изменат овие два члена на изборниот законник со кои е подигнат прагот на потребните потписи за воопшто независните кандидати да можат да поднесат листи на кандидати. Неколку невладини организации, поточно 6, реагираа на оваа одлука и поднесоа иницијатива за оценување на уставноста, сметајќи дека со тоа практично се задушува нивниот глас, се задушува плурализмот и се оневозможува граѓаните да имаат еднаков пристап до изборите и третман. Уставниот суд на минатата седница не можеше да донесе одлука од причина што беше одсутна судијката Ана Павлова Данева. Останатите судии беа поделени, 4 беа за, 4 против, но таа денеска се приклучи на групата која што смета дека мора да се поведе постапка за оценување на уставноста на овие два члена од законот. Оваа одлука е многу важна според председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, кој пред малку овде одржа пресконференција и кажа дека оваа година практично се воведува и своевиден преседан, први со гласањето за кривичниот законник, сега и за овие членови од законот, со тоа што од сега ќе се оценува и формално правната постапка, односно постапката за носење на законите, а некако досега што се оценуваше само дали законот бил донесен со потребниот број на гласови. Предлагам да чуеме дел од неговата изјава. Измената на цензусот со членовите 17 и 18 е направена исто така во една нетранспарентна и во една несоодветна постапка, бидејќи не станува збор за технички измени, него станува збор за суштествени измени, што ќе влијаат на правата на граѓаните на пристапот до јавни функции, дали ќе се кандидираат за пратеници, за советници, за градоначалници, ирелевантно. Со самото тоа, според Уставниот суд се повредува и правната сигурност и правната предвидливост кај граѓаните, што се фундаментални принципи на владењето на правото. Костадиновски смета дека со оваа одлука ќе се влие и на законодавецот и дека на некој начин ќе се спречи енормното носење на закони по скратена постапка со европско знаменце, како што беше досега. Законодавецот вели би требало да свати дека има некој над него кој што будно ќе следи како се носат законите и ќе може во секој момент и да ги оспори и со тоа да име услужни работата за понатамошното носење на закони. Инаку оваа денешна одлука во однос на овие конкретни членови од изборниот законник значи дека дополнително повторно ќе треба уставните судии да се состанат и да донесат оценка дали носењето на измените на овие два члена било уставно, меѓутоа следејќи ја денешната пракса може да се очекува дека тоа ќе биде во корист на независните листи. Сепак тоа ќе биде понатамошна одлука и се надева дека ќе се случи пред локалните избори. Марија?